Еве, како прво прашање, што според вас најчесто и не достига на владата, поради тоа или ја најавуваат ова реконструкција, не изборам само за сегашнава ситуација, дали можеби професионалност или пак, еве да речеме, неажурност, односно неработење? Па прво што ми достига на огромен број министри, не само на оваа влада, туку и генерално во Македонија не достига human capital или квалитетен човечки кадар и во насока колку се тие спремни за позициите кои ги држат и резултатите кои се бараат од нив да ги остварат. Во принцип, неспремноста, неедуцираноста и непосветеноста е главен, би рекол, главна карактеристика и на менување и на неисполнување на резултатите. Да. Дали ако земеме историски, кога имаме реконструкција на влада, се поставуваат можеби токму вистинските професионални или пак послушни кадри на владата? Генерално при одабирот на луѓе кои се поставуваат на позициите како министри, директори, пратеници, не се поставуваат по јасни критериуми, туку се поставуваат врз основа на учинокот кој го имаат во партијата и според блискоста со раководниот, тоест со премиерот. Жалосно е што во Македонија се уште владее она полтронство каде што раководните лица се обкружуваат со луѓе кои се полтрони и кои климаат само со глава, наместо да се обкружуваат со лица кои може да дадат додатен квалитет и додатна вредност на нив и на работата за кои се платени од парите на граѓаните. И сега тука нели следува и друг проблем, ако некој министер започнал некој проект, дали новиот ќе го продолжи тоа исто кога една влада ќе падне, па други министри, друга влада ќе дојде, дали тука се појавува истиот проблем со промена на власта која што го имаме нели постојано? Па тоа е генерално од луѓето кои имаат незнаење и неспособност се најмногу суетни и мислат дека се почнува од нив, него ценат она што е претходно сработено или направено од неговиот претходник. На крајот на денот тие се платени од парите на граѓаните, од даноците кои ние ги плаќаме секој ден, така да не би требало да постојат работи и суета кога се работи за интересите на граѓаните на Македонија и за интересите да се направи животот подобар во Македонија, што значи дека нити започнува, нити ќе заврши со нив, со оние кои во тој момент се нашли на таа позиција. Но сепак главниот проблем, основата на секој проблем лежи според вас и во тоа што секогаш се бираат партиски, меѓутоа и етнички кадри во министерските места. Па би рекол, тоа е дел од нашиот систем. Цело време збориме за меритократија и мерит систем, а у суштина се фокусираме на бројки, наместо да се фокусираме на квалитет. Оној момент кога ќе почнеме да гледаме кој и колку е спремен и квалитетен како кадар, без разлика дали албанец, ром, србин, македонец и припадник на било која етничка заедница или партиска припадност, тоа не би требало да биде препрека при поставување на некоја позиција, ако таа единка може да направи најмногу во тој ресор или во таа институција. Што говори искуството? Дали при реконструкцијата на владата или поставување нови министри, може би во другите ешелони на власта, тргнала работата на подобро? Генерално, кога зборуваме за власта секогаш сака од своји лица да поставува своји блиски, они велат најмногу на кои им веруваат, но јас би рекол дека се обкружуваат со лица кои само климаат со главата и климаат на потезите на тој што е во моментот раководечи орган, без при тоа да навлезат во конструктивна дебата. Давање собствен предлог или свој поглед на нештата не значи дека се конфронтираш или не се согласуваш со премиерот, министерот, директорот, туку значи дека
даваш различен поглед на некои нешта како може да се направи. И тоа е она што фали кај нас. Повторно ќе се вратам на суетата како огромен проблем, каде што еве вклучително и министрите кои се во моментов поставени како министри во владата на Македонија се однесуваат како да се семоќни, најквалитетни и сезнајковци. Дали можеби треба да се воспостави пракса ако имаме 100 дена на влада или па 100 дена од новиот градоначалник, можеби пред реконструкцијата да видиме јавно дали некој министер сработил или пак не сработил нешто од програмата што има. У суштина цело време се и владата и сите институции се фалат со таа транспарентност као нешто леле ние колку сме транспарентни, а во насока тоа треба да биде задолжително. Во поглед треба да даваат некаков отчет, дали ќе биде квартален, дали ќе биде полугодишен, дали ќе биде месечен и информирање до каде се тековните проекти на кои работат, за кои ветиле нешто и колку е сработено. Ако не е сработено, зошто не е сработено, каде е лоцирана одговорноста и како ќе се справат со тоа што не е сработено. Но јас искрено не верувам да се случи тоа, бидејќи реално и на никого не му одговара да има толкова многу транспарентност и толкова многу отвореност, поготово кон јавноста, заради тоа што и кога на избори се даваат нереални ветувања и подоцна не се спремни за, не би рекол за судот на јавноста, туку за јавноста да го види нивниот резултат, бидејќи така ќе се види на вистина кој колку и како работи. Господин Пекевски, како последно прашање, дали можеби ова реконструкција мириса на избори? Па ова реконструкција у суштина како што и секоја година се прави ребаланс на буџетот, значи дека не се планирало добро, така да и ова на одредени личности ќе им се заблагодари премиерот заради тоа што им дал доверба заради некаков минато труд. Апсолутно има неколку кои не покажале буквално нула резултати и сето ова е пак би рекол козметички третман поврзано со реконструкцијата. Не верувам дека ќе биде длабинска, каде што и ќе се постават лица кои ќе може да одговорат на барањата на ресорот за кој ќе бидат поставени.